Норвешкиот представник на Евровизија Кайл Алесандро доживеа силни болки по првата проба во Базел, што предизвика итна интервенција. За време на првата проба Алесандро имаше силни болки поради инфекција на забот и покри непријатноста тој успеа да изведе 3 проби, но веднаш потоа беше префрлен во стоматолошка ординација каде што му беше изведен умникот. Поради овој здравствен проблем сите негови проби и интервјуа за понеделник и вторник се откажани. Алесандро во својата изјава наведе дека почнал да ја чувствува болката една недела пред пробата, но мислел дека ќе помине. По интервенцијата му било советувано да мирува до среда за да се оправи за настапот. Норвешката делегација продолжува со подготовките, надевајќи се на брзо закрепнување на својот представник. Дейвид Бекам е познат во светот како најбогатиот пензионер во светот. Иако е во пензија, го прослави својот 50-ти роден ден, но прославите веќе започнаа сериозно многу порано. Тој беше домаќин на роднините и пријателите во неговата луксузна вила од 10 милиони фунти. Дрес-кодот беше свечен смокинг и фустани, а гостите се погрижија да ги исполнат сите барања на славеникот. Сите беа пречекани со коктели пред вилата, а можеа да се возат и во луксузни автомобили, вклучувајќи и Поршеа од ограничено издание. Но прославата набрзо стана луда, бидејќи речиси сите гости скокнаа во базенот облечени во формални костуми. Доајенот на македонското глумиште, актерката Снежана Коневска-Руси, е годинашен добитник на наградата за животно дело, што доделува Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој ќе се одржи од 6 до 13 јуни во Прилеп. Коневска-Руси е добитник заедно со актерите Сонја Михајлова и Гоце Тодоровски. Фестивалот го прифати предлогот на МНТ и на Снежана Коневска-Руси. Наградата ќе биде врачена на отворањето на годинешно во 59-то издание на фестивалот. Снежана Коневски-Руси, легенда на македонскиот театар, филм и култура, повеќе од 5 децении е дел од театарскиот филмски репертоар во земјава. Нејзината актерска кариера низ децении тивко и непрекинато ниже широк диапазон на ликови на сцената на МНТ и на другите театарски сцени. Низ својата актерска кариера Коневска-Руси одиграла 48 театарски улоги, 10 улоги во серии и во филмови и 20 режии и асистенции на режија. Таа била и сценарист и водител на голем број детски музички фестивали, синхронизација на неброени цртани филмови и ТВ проекти, образовни и контактни емисии. Творец е и на голем број проекти за деца, позајмува гласови на ликови во серии за возрастни и за деца, реализатор е на голем број специјални програми на HBO и долгогодишен соработник на ФАТ и ДАВ Кучани како селектор, член на жири комисија и уметнички директор, како и спикер, водител и член на голем број емисии од музички, забавен, водителски карактер и на детската радиодрама во РТС. Стотина промоции на најнови изданија, средби и разговори со домашни, но и автори од странство ќе се случуваат годинава на сајмот на книгата во Скопје, што ќе се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски од 8 до 14 мај. Од организаторот за 37-то издание најавени се 65 издавачи кои ќе се представа со штандови, од кои најголем дел се од Македонија. Сајмот на книгата годинава ќе се одржи од 8 до 14 мај по 37 пат во Скопје, а како и во последните неколку години е лоциран во спортскиот центар Борис Трајковски. Во 7 дена посетителите ќе може да ги посетат штандовите со книги од домашни и странски автори од над 65 издавачи кои ќе излагаат оваа година, од кои најголем дел се од Македонија, а ќе можат да присуствуваат и на околу 100 промоции. Мотото на сајмот на книгата 2025 е храна за душа.